Ракот на дојка зема се поголем замав. Бројката од 1200 новодиагностицирани жени годинава годишно укажува на сериозноста на оваа болест. Месец октомври е токму посветен на кривање на свесноста за опасноста од ракот на дојка. На оваа тема, мојот колега Александар Динев разговара со експерт од Аџибадем Систина. Александар, повели. Раното откривање на ракот на дојка е клучно за успешно лекување на оваа сериозно заболување. Токму на оваа тема во живо во вестите разговараме со доктор Маја Стојчевска-Чапова од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Чапова, каква е свеста на македонските жени за редовни прегледи на дојките? Доаѓаат ли македонските жени за да вршат вакви превентивни прегледи во вашата клиничка болница Аџибадем Систина? Генерално македонските жени не само нашата болница, туку генерално и во сите центри во државата кои што дадат оваа услуга, доаѓаат почесто во однос на она што беше пред неколку години, да речеме пред деценија или две, меѓутоа таа бројка се уште не задоволува. Самите податоци кои што кажуваат дека на светско ниво рано диагностицираните мали карциноми се со 70% застапеност во однос на сите новодиагностицирани карциноми, зборувам за развиените земји и земјите каде што тече организираниот скрининг, во нашата држава за жал бројката на рано диагностицираниот карцином во стадиум низок 1, 0 или 2 е многу ниска, незадоволителни околу 30 и нешто проценти. Од тука се произнесува и фактот дека навистина се уште не задоволува бројот, односно желбата и мотивираноста на луѓето за редовни превентивни прегледи. Треба се уште многу да работиме на ова поле. Мислам дека треба и ние активно да се вклучиме и како лекари стручно да учествуваме во подигнувањето на свеста на жените дека дојките треба редовно да се прегледуваат, дека оваа болест се почесто се јавува. За жал временска граница нема, се почесто се јавуваат и млади пациентки кои што се афицирани зафатени од оваа болест и затоа мора да внимаваме и да бидеме свесни дека што порано и поредовно почнеме со редовни прегледи, полесно ќе можеме да се справиме со незе. Од тој аспект, како општествено одговорна компанија и болницата во која што работам, клиничката болница Аџибадем Систина се вклучува во ваквите програми, да, превентивни кампањи со цел да го подигнеме нивото на свесност и да ги поттикнеме жените на вакви редовни прегледи за превенција на карциномот на дојка. Па така во текот на овој месец организираме програми во кои што со повеќе компании ќе направиме работилници и ќе ги едуцираме жените за превенцијата на оваа болест. Конкретно денеска на пример имаме започеток со ракометарките од ракометниот клуб Вардар, една сесија во која што ќе говориме за превенцијата на оваа болест и ако се работи за млада популација, сметаме дека треба од рано од младата популација да почнеме со ваква едукација за да ја подигнеме свеста и за да жените почесто и редовно почнат да доаѓаат на вакви прегледи. Вие имате повеќе од 20 години искуство токму во оваа проблематика. Како диагностицирате рак на дојка и што понатаму после диагностицирањето на оваа болест? Карциномот на дојка не е лесно да се диагностицира, иако многумина ќе речат па тоа е само една диагноза во дојката или има уште плюс 2 или 3 други диагнози, бенигни тумори или воспаленија, сепак не е едноставен. Радиологијата е гранка од медицината која што се бави со диагностиката и која што е одговорна рано да го диагностицира карциномот на дојка и радиологијата вообичаено употребува алатки кои што и дозволуваат формирање на црно-бела слика во која што ние треба да ги препознаеме знаците на карцином на дојка. Тоа не е така едноставно. Значи, меѓу црно и белото постојат многу сиви нијанси од кои што треба да издвоиме што е нормално, а што можеби асоцира на постоење и најавување на мал карцином на дојка. За таа цел употребуваме многу современи апарати. Во нашата болница секојдневно апаратите, не можам да речам, меѓутоа често годишно апаратите се надградуваат и внимаваме на тоа да имаме последна технологија со која што ќе ги диагностицираме нашите пациенти, ќе ги потребуваме за диагностика. Што потоа? Едноставно потоа животот продолжува. Значи, она што сакам да го упатам до нашите гледачи и да кажам е дека карциномот на дојка, доколку се фати рано, доколку се навреме во очи диагностицира, тој може да се излекува, за разлика од карциномот на дојка во задоцната фаза, кога само се лекува. Ако карциномот на дојка се фати во рана фаза, ќе повторам, тој може да се излекува и животот продолжува најнормално со сите негови квалитети. Сакам да потенцирам дека пациентите треба редовно да доаѓаат на само преглед и да не се плашат од само прегледите. Стравот е страшен.
чувството на страф и на немоќ е страшно. Меѓутоа со редовните прегледи тоа го надминуваме, бидејќи ако жената редовно доаѓа на диагностички прегледи, на стручни прегледи еднаш во годината како што е препорачано, не може да се развие карцином на дојка кој што ќе биде неизлечлив. Не може од таа состојба да имаме неизвестна ситуација. Значи во тој момент имаме пациент кој што може да го излекуваме. Имате мултидисциплинарен пристап и секако Тоа е многу стручен. важно и нешто на што особено сум горда во нашата болница, клиничката болница Аџибадем Систина, каде што во еден момент, во еден исти момент имаме на располагање мултидисциплинарен тим. Значи пациентот од моментот кога ќе влезе во нашата болница со дилемата имам или немам проблем, значи ние можеме стручно да пристапиме на диагностиката на оваа болест, меѓутоа тука од голема помош ни се во лекувањето и колегите хирурзи, колегите од онкологија кои што имаат на располагање одлични современи машини како за зрачна терапија, меѓутоа имаат на располагање биолошки и хемотерапија, најновите Александар Динов. потреби. Така да на времето, така. во интерес на пациентот имате мултидисциплинарен целодневно, секојдневно комуницираме меѓу себе и носи решение што би било најдобро да направиме за да пациентот биде. Интерес на пациентите. Ви благодарам за овие корисни совети. Цаци?